За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите ролувани јунешки шницли. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Киселите краставички ги сечкаме на коцки. И лентите печеница ги сечкаме на коцки. Кришката лебија кинеме на парчиња. Преливаме со вода. Промешуваме со рака. Откако лебот ќе омекне, ја истиснуваме водата. Во длабок сад го ставаме исечканиот кромит. Ги додаваме парчињата кисели краставички и печеница. Потоа го додаваме исцедениот леб. Додаваме мешан зачин. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Го додаваме меленото месо. Ги месиме состојките со рака додека филот не се соедини. Со мешан зачин потоа ја наросуваме првата шницла. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Шницлата ја толчиме со чук. Врз неа нанесуваме 1/4 од филот. Ги свиткуваме крајвите на шницлата кон внатрешноста. Крајвите на шницлата ги толчиме со чук. Виткаме ролат. На ист начин ги подготвуваме и преостанатите 3 ролати. Потоа ги ставаме да се пржат на загреано масло во тава на оган. Откако ќе поруменат од сите страни, додаваме мешан зачин. Наросуваме мелен црн пипер. Посолуваме. Налеваме 250 мл вода. Динстаме 60 минути на умерен оган. Издинстаните шницли ги ставаме на чинија. Во садот со брашното налеваме 100 мл вода. Мешаме со жица за матење. Потоа непрекинато мешајќи со жицата размешаното брашно го додаваме во тавата на оган. Го додаваме и кајмакот. Мешаме со жицата додека не се растопи. Откако сосот ќе добие потребната густина, во тавата ги враќаме ролуваните шницли. Откако шницлите ќе го впијат вкусот на сосот, тавата ја тргаме од оган. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови црвена марула. Од едната страна на чинијата нанесуваме 3 ролувани јунешки шницли. Четвртата шницла ја сечеме на половина. И наја ставаме на чинијата. До шницлите ги сервираме парчињата претходно сварени компири. Со црпалка шницлите ги преливаме со сосот од тавата. Декорираме со кришки домат и 2 млади кромитчиња исечени на половина. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 90 минути. Добар апетит!